Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на Агроспектар, вашата емисија за земјоделство, која што редовно ве информира и едуцира. Така ќе биде и во ова издание. Пролетта дојде, а на првиот пролетен ден дојдоа и снежни врнежи. Она што го говоревме во емисијата дека турбулентниот период, кога е во прашање времето и временските неприлики, ќе ги имаме и понатаму. Тоа и се оствари и понатаму најавите на метеоролозите не се баш позитивни, бидејќи веќе овој викенд се очекуваат нови врнежи од дожд, снег, па и пониски температури. Заедно со нас во емисијата е професор доктор Исто Вучков. Професоре, добро ни дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Почнуваме со времето, она што впрочем е и сега за сега голем проблем во земјоделското производство, оние турбулентни периоди на ниски температури, па мало затоплување, па повторно ниски температури се присутни. Хидролошката состојба, би рекол, е очајна, кога се во поглед хидроакумулациите во земјава. Како ќе биде оваа година? Има ли некакви согледувања дека ќе се произведе некаква храна со оглед на штетите кои веќе ги трпат културите од ваквите промени на времето? Вие во увертирата добро рековте дека точно тоа што го ние зборавме во емисиите, тоа се и остварува и ние, нашата предпоставка беше дека до 15 април, а еве денес сме првиот ден од април, до 15 април ќе имаме уште едно-две такви изненадувања со ниски температури, со врнежи од дожд и снег и така натаму. Тоа е завод на оние глобални климатски промени и јас мора да кажам дека ова што се случува сега секако ќе има и како последици во земјоделското производство. Факт кој загрижува е тоа што она долгорочна прогноза која следиме повеќе години не охрабрува, туку не предупредува дека кога веќе до 15 април ние и ќе имаме такви ексцесни периоди со ниски температури, стресни состојби, а голем дел од културите во градинарството се веќе расадени на стално место, голем дел од овошните дрвца се во фаза на полно цветење и плодообразување, а температурата под нула се подразбира што може да направи, кои штети може да ги направи. И на крајот потерувањето на виновата лоза, гледаме дека во различни региони имаме и како добар процент на мрзнење, за кое нешто покасно ќе кажеме и повеќе. Тоа што рековте за хидроложката состојба, има некое незначително подобрување, но тоа е далеко од вистинските потреби за вода во оние летни месеци што знаат во Македонија да бидат со температури над 35 степени Целзиусови и каде што водата е значаен фактор за добивање на одредени приноси од некоја одгледувана култура. Значи, со еден збор, времето не е наклонето кон земјоделските производители, а таквото нешто и онај долгорочен чин на видување со глобалните климатски промени, нормално е ние да се прилагодуваме, дали тоа ќе биде со одгледување на култури кои ќе бидат помалку сензибилни на тие температурни разлики и од кои може да се очекува нешто. Бидејќи еве ова година од кајсијата, роксаната буквално, бидејќи таа најрано стартуваше, од оној мраз кој го имавме пред колку 25 дена, така нешто беше, кога во Битол имавме минус 24, Струмица минус 18. Значи, кајсијата буквално, како ова година, многу малку ќе биде од неа присутна на пазарот, бидејќи голем дел измрзна. Сето тоа не води кон тоа да ние во земјоделското производство времето веќе го обсервираме не како наш сојузник, него како фактор према кој сакали или не мора да се прилагодуваме. Пребрзување по однос на многу рано одгледување на одредени култури. Пребрзување со застапеност на сорти кои рано цветат, дали тоа бадем, дали тоа кајсија, за порано се излезе на пазарот, се веќе мислени именки, бидејќи ние имаме во тие периоди екстремни, брзи разлики во температурите. А чим еден сензибилен вид тргне
и почна да цвета, нема тука друга сила што може тоа да го врати тоа сокодвижење или цветење и така натаму. Сето тоа е забот на времето кои сакале или не земјоделските производители ќе го трпат. Инаку до 15 април ние ќе имаме, како што реков, уште едно такво не баш пријатно изненадување, но потоа таа долгорочна прогноза која следам, ние влегуваме во еден друг тајминг, во еден друг непредвидлив, секогаш лош период кој го следам повеќе од 30 години. Бидејќи ги имаме тие температурни разлики. И ги имавме. Во декември имавме плюс 20. Пред 2 недели имавме минус 17 и минус 24 во Битола. Значи, со еден збор, ние сега, после 15 април, мај месец, влегуваме во оној критичен градобитен период, каде што таквите амплитуди од температурите ќе предизвикаат поголемо присуство на градобитност. И тука имаш ладни и топли струи, штом дојдат во таква конфузија, тука страда точно човечкиот род или растителниот вид, каде што градот ќе ни биде една веќе и како присутна работа. И факт кој радува и тоа што минатата година веќе имавме први експериментални овие пробни летови, да кажеме, со авионското, со замалувањето, и верувам дека тоа ќе се усоврши и ќе биде земјоделското производство, посебно лозарството во Кавадаречко-Неготинскиот регион, ќе биде заштитено од градобитност, кој секоја година градот знае да земе многу од приносот и квалитетот на виновата лоза. За времето говоревме каква е состојбата од аграрот, на што се насочени земјоделските производители, градинарите, меѓутоа да ја отсликаме и состојбата за тоа како превземе виновата лоза, какви се штетите кои што овие бранови со минусни негативни температури ги направија врз овие култури и нели секако дали производителите се подготвени за новата реколта и производство на квалитетни производи. Точно е тоа, дека Струмичкиот регион, ќе кажам збор 2, за градинарското, најрано градинарско производство, сега оваа недела, која е зад нас, имаме еден континуитет од извоз на зелка, јута пиперка, млад компир. И тоа, зелката веќе се задржа на некоја цена од 30 на денари. Ако трговците не ја пореметат во текот на денот, мислам на делата која е пред нас, очекувавме многу поголеми количини на зелка. Но ладното си го направи своето, имавме стагнација, имавме ненормален развој физиолошки. И на добра зелка, зелка под кило и кило и пол не е зелка. Но кај нас сега кога има потреба за пазарот, за Чешка, за Полска, тие берат буквално 500-600 грама плод, тоа е како марува. Значи со еден збор за тој интерес за остварување на повисока цена, оди на квалитетот на зелката. И тоа нешто ден порано исто така мора да се разграничи, бидејќи зелката е најквалитетна кога е таа со таа големина и таа јакоча и така е хранлива. Љутата пиперка, компирот се во еден навистина добар тајминг сега, има откупна цена добра и оди производството. Јас сакам вториот дел од тоа што го рековте вие, сакам да посветиме, бидејќи Кавадаречко-Неготинскиот регион и онаа што го опфаќа КТВ телевизија како регионална телевизија, за виновата лоза сакам да кажам, имам неколку таму работи што се значајни. Прво и најзначајно е како превзими виновата лоза. Нејзиното превзимување, јас ќе го квалификувам како ретко кога негативно. Бидејќи во август месец ние имавме
еден интензивен врнеж и тука кавадаречко имаше 100-180 литри по метар квадратен. Тука се буквално врати виновата лоза во нов пораст и избија филизи, наместо диференцијација на папки, имавме избивање на филизи, а тие филизи после Петров ден никој лозар не си зима право да прска, да заштитува, дека тоа е за него џабе трошен. Но тоа обуслови да биде лозата истоштена и од јули месец, август, кога требаше да имаме диференцијација на родни папки, не имаме сфрлање на филизи, кои после ги фати пламеницата, пепелницата, ботритисот и сега, што е крајниот епилог од тоа? Кроењето е завршено. Голем дел од производителите ќе бидат изнадени со намален принос од виновата лоза, недобро диференцирани папки не може да дадат таков род како што се очекува, бидејќи снагата и комплетно филизите ја украдоа храната што беше наменета за диференцијација на папките. И секое кроење на кондир, првите две папки дали и колку се диференцирани, тоа ќе видат и самите производители за винските сорти, а за асталските мора да има лак, каде што диференцијацијата на папките и родните папки е на поголем по терените овца. И сега ние имаме една состојба со голем ризик од недоволно диференцирани папки, а кроењето е завршено, како рековме, и второ, тоа што е оставено од минатата година е со голем потенцијал од пламеницата, од пепелницата, како што лани не превари пепелницата, ова година ќе биде уште по-критично и ризично. И затоа ние апелираме на будно следење на тие температурни услови, кај што имаме 20-25 температура, каде што фруктификацијата на зимските форми на превзимување, посебно за пепелницата зборам, тука може да предизвика големи штети. Тука фомопсисот, еската ќе бидат во една инвазична форма. И затоа треба тука еден смислен пристап и квалитетна првична пролетна заштита на виновата лоза, од која очекуваме да нешто даде. Значи, тие се навистина значајни работи кои треба секој лозар да ги препознае. А тука стручната консултација, јас мислам дека е една од основните, за да може да тој постигне навистина добар резултат. Бидејќи голем дел од производители понекогаш прскат зимски прскања, што немаат ништо заедничко со вистината и ефикасноста која треба да се добие. Затоа има сега нови средства со подолготрајна дејност, действие и компатибилните средства. Вклучувајќи тука и сега кај некои лозари гледаме и една врста на вошк кај виновата лоза. Потоа гроздовите молци они си имаат превзимено така на свој начин, каде што може да имаме експанзија уште од првата генерација. Сите тие работи се вклучени во на неопходна следливост на виновата лоза. Тоа е еден значаен дел од правиот заштитар како да функционира. Значи, следливоста на потенцијалот на некоја болест, нејзиното физиолошко познавање, под кои услови, на која температура и влага таа фруктифицира и почнува. Сега, ние за колку? За 20-25 дена ние веќе ќе имаме потерување на виновата лоза, бидејќи тие температури се навистина високи и исполнета температурната сума, и сега во тој период најважното нешто е таа следливост и првично компатибилно формулирање на средства за каде што ќе се заштити, и тоа зимските прскања не може да бидат трчичи кораком, како што знаеме, како попот со гусивикот, него тоа мора да биде добро оквасување на секоја ластарче,
на секоја папка да поприма, бидејќи во тие пазови кај папката се лоцирани одредени форми во кои превзимил некој патоген или штетен инсект. Значи, прскањето да не биде од формален карактер, туку да биде суштински, за да постигне ефикасност во првично сузбивање на тој потенцијал што е останат од минатата година. И сега при кроењето, голем дел на мудри лозари знаат што, кога кроеа за своја душа, знаат што треба да остави, што треба да отстрани. Тука има големи предности, секој кој оставил здрав ластар, кој себе ќе потера и ќе даде од него тоа што се очекува. Инаку, ако збориме што е сега приоритетно, треба ли агрохемиски анализи во овој период? Сега, тоа е најзначајното. Голем дел од производители велат, покрај Вардар има одредени површини каде што си преку 80% измрзнати. И професор вика, јас немам намера да фрлам ѓубре, немам намера било што, ќе направам вика една формална заштита само. Таквото гледање јас воопшто не го оправдам од стручно практичен аспект, затоа што виновата лоза е долгогодишен насад. Кога има такви ексцесни години, каде што има дали е тоа град, дали е тоа таква појава, ниски температури и така натаму, значи во овој период неопходно е да се направи агрохемиска анализа на површините што се одгледува културата, да се види моменталната состојба со хранителните вредности во почвата и врз основа на тоа да се даде основно ѓубрење кое ја дава она хармонична права состојба за добро потерување на културата која одгледуваме и што е најважно, во своје време се фрлаше ѓубре и тука се завршуваше целата приказка. Сега најновите светски сознанија се тоа фенофазно следење на културата било која, има основно ѓубрење за стварање на хармоничен однос во кореновиот систем за стартување. Покасно, после оплодувањето, пораст на плодот, има тестирања кои укажуваат кои макро или микроелементи треба преку системот капка по капка или со фолиарниот третман да се додадаат на културата која се одгледува, за таа да го даде својот генетски потенцијал. Таквото нешто е новост која уште не е препознаено од одредени производители. Тие фрлат во секоја прскање ставам некое средство, дали тоа алга, дали некој биостимулатор и така натаму. Тоа не е суштината на делувањето. Суштината е стручниот пристап и компатибилноста кое средство со кое може да се примени и да го даде тој потенцијал од принос што треба да се очекува од културата која одгледуваме. Тука се прават одредени грешки во чекори и во земјоделието, ако негде имам констатирано дека се живее на некои предпоставки, јас вика од око ставив 3,15. Дали треба 3,15 или не, тоа е друго прашање. Значи, анализата во секој случај за времето што е пред нас ќе биде појдовна основа од економски аспект. Не може 5 врејки фрлив, може треба 2, 3 треба да видат заштеда, но тоа што фали треба да се додаде. Значи, бројот, количината на ѓубриво и односот, кој однос на ѓубриво со кои елементи, тоа го укажува диагностиката од агрохемиската анализа. Вториот дел, само уште тоа, вториот дел од заштитата. Не може, јас превентивно, некој има, пред некој ден дојде кај мене клиенти, вика сливата веќе трет пат ја прскам. Што е апсурд, што нема никаква потреба. Ставив бакар, ставив тоа, и му велам зошто го стави тоа, а не ја кроел уште. Значи, гранчиња кои се тука баш ќе се отстрануваат со кроењето, тој потрошил препарати. Со кроењето тие гранчиња се отстрануваат
И остануваат за жал одредени гранчиња незаштитени кои треба да ги остави народ. Значи, со еден збор, прскањата на било која култура, овошна или лозава, треба да биде после кроењето. Зошто? Со доброто обилно прскање, таму кај што е пресекот направено, препаратот дотира и нема да има можност за некаков инфективен процес. Побрзо за растување од стимулатор и целосното факење на самото дрвце е една смислена заштита од тие штетни чинители. И тоа сега треба да биде правило да секое прскање се направи после кроењето. А не 3 прскања направил, непотребни, тоа е По издаток. таквиот пристап ја зголемува производната цена на чинење, Токму непотребни трошоци, Токму кои што така. потоа не можат да ги платат од купувачите. Така. Тука предлагам да го погледнеме и прилогот кој доаѓа од фитофармацијата, а нуди новина токму од оваа индустрија за квалитетно земјоделско производство. Едукациите кои ги правиме за подобро осознавање на производителите со фитофармацијата и примената на средствата, секогаш се трудиме да го тоа уедноставиме, да тоа биде сватливо, разбирливо за земјоделските производители. Во една таква плодна, да кажем, соработка со Хемомак пестициди од Велес, овој месец ќе имаме еден целосен опфат на одредени нови работи, а во овие едукативни емисии ќе имаме секогаш простор за нови работи кои заслужуваат внимание од фитофармацевски аспект, како и на кој начин да имаме квалитетно, економски оправдана и стручна заштита. По долг временски период фитофармацијата, бележејќи еден фин развој, дојдовме до сознание од стручно-практичен аспект дека заштитата е сепак доминантна работа, бидејќи производителот може да превземе многу мерки, ако го испушти моментот на заштита, тој автоматски го губи производството. И фитофармацијата, навистина, морам да кажем на самиот почеток, тоа Хемомак од Велес, со една плодна долгогодишна соработка со БАСФ и други светски компании, успешно дистрибуира, пласира и разумно оди во производниот процес, помагајќи на производството да добиеме квалитетно и нетоксифицирано производство. И онаа екипа која ја има, која на теренот на вистина дава еден своеврсен импулс, тоа е секако за похвала. Во оној стручен дел, морам да кажам дека во последно време дојде онај момент на стварање на одредени проблеми со резистентноста, со неефикасност на некои средства, каде што производителите вината секогаш ја префрлаа на хемиските индустрии, што воопшто не е така, бидејќи имав прилика во БАСФ во Германија да бидам. Тим од 10.000 доктори на науки работаат само прегорно до доаѓање на една активна материја, за која има голем чин на проучување. Но малото невнимание, за кое нешто ќе кажеме покасно повеќе, доаѓа токму до стварање на одредена резистентност, до одредени
проблеми да препаратот вика не покажува некаква ефикасност. И навистина фитофармацијата веќе бележи еден развој со нови компоненти и факт кој радува е тоа што Хемомак од стратешки аспект оди кон оние биолошки препарати, препарати со што помала токсичност, да се постигне што подобар резултат во заштитата на целото земјоделско производство. Ние во овој серијал денес ќе кажеме нешто повеќе по однос на еден нов, би рекол, релативно нов препарат, двокомпонентен препарат, што е ново за наши прилики и кој дава извонредна ефикасност. Тоа е новоста Орвего, кој дел од производители веќе имаат опробано и резултатите се навистина фантастични. Ова ново средство за примена во целото наше земјоделско производство, вклучувајќи го тука градинарството на отворено и во затворен простор, потоа во лозарството, кај виновата лоза, каде што имаме навистина такви појави кои не сакаме да ги гледаме. Во овоштарството, фактички се работи за еден навистина универзален и квалитетно, моќно ново оружје за борба против сите тие штети што ги причинуваат пред се пламениците или фикомицетните габи. Збориме фикомицетните габи за тоа што плазмопарата, за тоа што плазмодиофората кубензис, фитофтора инфестанс се навистина оние кои дебнат и за многу кратко време може да го уништат производството. И навистина во поново време го имаме веќе во опсек Орвегото, кој еден навистина квалитетен двокомпонентен фунгицид кој има активна материја аметоактрадин и диметоморфот. Аметоктрадинот навистина заедно со диметоморфот имаат една симбиотична, квалитетна ефикасност со тој двоен удар кој го причинуваат во причинот на управа, на примена, каде што навистина ние имаме одлични биолошки и екотоксиколошки особини кои ги постигна овој аметоктрадинот и оној ударен врвен дел со својата ефикасност како системик, диметоморфот го постига своето. Што сакам да потенцирам за Орвегото како двокомпонентен фунгицид кој навистина представува моќно оружје, посебно за фитофторите, пламениците знаеме дека се најопасни за многу кратко време. Овој период кога имаме интензивен пораст, дали тоа била пламеницата кај виновата лоза, дали тоа била кај компирот, дали била кај краставицата, доматите, тука може да се постигне голема штета со мал пропуст, би рекле, при примената. Што Орвегото значи фактички? Што сакаме да го потенцираме со аметоктрадинот и диметоморфот како двокомпонентен препарат,
Што постигнува? Кој механизам на делување го има? Аметоктрадинот. Навистина, тоа е една голема новост, која со примената, тој всушност, навлегувајќи, значи со апликативниот дел, се случува да тој има еден инхибиторен дел во самото клетка на патогенот, каде што со тоа инхибиторно делување тој успешно го прекинува ланецот на дишење при митохондриите или хондриозомите во клетката и тука запира фактички тој животен процес на клетката од габата. И тука прекинува оној инфективен брз процес на фруктификација на габата, што знае да се одвие кога времето е поволно за тоа. Но, ние тука мора да потенцираме една работа, дека она суштина која аметоктрадинот ја постига со своето делување, од друга страна, онај втор фантастичен диметоморф, како врвен системик, го навистина постигнува оној суштински дел, каде што тој буквално спречува образување на клеточниот зид на габата. И тука веќе нема спојка на понатамошна фруктификација на габата и понатамошни инфективни процеси. Значи, се работи за една фантастична комбинација која постига неверојатни резултати и во светски размери таа резистентност навистина е добро препознаена и овој препарат и во Република Македонија Орвегото веќе си зима едно свое место кое е значајно за успешна заштита на виновата лоза, на пламеницата кај крставицата, кај компирот, кај доматите и други култури. Што е значајно да спомнеме при таквото нешто? Бидејќи се случува во Република Македонија да ние понекогаш неоправдано производителот препаратот за кој е потрошено многу години анализиран, тој со одредено неследливост, знаеме за пламениците дека е неминовно да се следи температурата под која може да таа еклодира, навистина фруктификацијата е интензивна, да имаме релативна влажност на воздухот, да имаме најмалку 10 мм врнежи од дожд, да е присутен патогенот и таа следливост да ние ја пратиме и тука Орвегото, применето при такви стручни и прави моменти на третирање, ние навистина добиваме фантастична заштита, бидејќи мора да кажеме нешто. Касно е да ние имаме таков грозд и да бараме Орвегото дека тоа ќе спречи или ќе лечи. Тука е завршен циркусот. Затоа ние говориме за следливост, тогаш Орвегото е крал. А следливост подразбира да ние во тај примарен прв дел, каде што може да се оди со еден банален контактен препарат, што Хемомаг ги има доста, и во тој дел, кога е најчувствителен гроздот под цветењето обично, ево оваа фенофаза, тука треба внимателен пристап за правилен апликативен дел, каде што тука ќе имаме и аметоктрадинот, и диметоморфот ќе го дадат оној долгорочен
чин на заштита и немање можност за било каква резистентност по однос на примената. Важните моменти, наследливост, што реков, одредување на правите моменти на прскање, точниот одмер на средството, доброто мешање и компатибилност на средството, времето кога треба да се прска, количината на раствор по хектар површина, тоа се стручни работи што подпомагаат со стручниот пристап Орвегото да го даде онаа што се од него очекува. Значи, понекогаш, пак ќе кажам, голем дел од производители со нестручниот пристап или под закаснување, иако тука имаме и куративен дел, еве со престанок, со влегување на аметоктрадинот во самата клетка на габата, од пламениците, од фикомицетните габи, и тука тој на митохондријата внатре, инхибиторски делувајќи, прекратува понатамошниот развој на габата. Но, ако таа остварила веќе тука некој процес кај гроздот, тука враќање назад нема, зрно нема. Значи, примената на средствата да биде врз оној прав стручен пристап што Хемомак знае, со младите екипа која има низ теренот, да навремено делуваат за успешна заштита на културата која се одгледува. Значи, со еден збор, Орвегото, како новост во Република Македонија, тек ќе добие своја димензија, свое место, бидејќи таа двокомпонентност која има и со еден стручен пристап, како што тоа се прави во одредени комбинати, мора да кажеме, со кои соработува Хемомак, тука ќе имаме ние секогаш еден врвен резултат и Орвегото тогаш ќе биде вистина ефикасно, моќно оружје против пламениците во виновата лоза, во домати, во краставици и така натаму. И тоа со еден економски параметар, со примена само по 1 литар на хектар, се постигнуваат фантастични резултати. Но голем дел од комбинати, не пазејки на тоа, на таа права стручност, прават пропусти, одат со половични дози, со недоволно количина на раствор, кое нешто секогаш може да предизвика штета. И мое лично мислење од стручен практичен аспект, Орвегото во програмот на секоја поголема површина или насад од оранжерија, од винови насади од винова лоза, треба да го најде своето место во понатамошната заштита, успешна заштита на тоа производство. Слушнавме што доаѓа како ново од фитофармацијата. Професоре, порака за крај од оваа емисија до земјоделците. Овие и сличните такви прилози кои ги даваме во лабораториски услови уедноставени, тоа е се еден несебичен допринос, бидејќи фитофармацијата на вистина оди напред. Посебно мене ме радува како стручњак, ако во свое време ние имавме една голема група, прва група отрови, која на вистина во светски размери направи пустош со токсичноста, бидејќи голем дел од тие активни материи се деривати од нафтата. И тој пустош што стануваше од прва група отрови, правеше и точно и генетски модификации, различни штетни последици по здравјето на апликаторите, чак на канцерозни оболувања, еве посебно за нематоцидите, бидејќи сум таму и најповикан. Нематоцидите беа сите отрови од прва група.
за едно црвче во земјата да се уништи, ние употребувавме метилбромидот може да уништи цел свет. И ред други работи. Сега веќе имаме новини, една од наредните емисии ќе имаме новини, кои што немаат никаква токсичност, значи нула дена каренца, делуваат на штетниот инсект каде што го уништуваат, а ние имаме нетоксифицирано и квалитетно производство. Токму таквата мисија или таквата смерница, мислам дека во перспектива ќе биде еден предизвик за сите хемиски индустрии да во интерес на животната средина, во интерес на тоа што храната е најјакото оружје, а таму се употребуваат најголеми тонажи на опасни пестициди. Така да, мислам дека вразумувањето во светски размери и производство на големите хемиски гиганти на препарати кои имаат помала токсичност, а се по специализирани за одредени болести и штетни инсекти, тоа е веќе еден навистина добар и голем чекор на фитофармацијата кон зачувување на животната средина и зачувување на консуматорите од тие резидуи од пестицидите што беа во свое време голема опасност, а сега веќе имаме еден така порелаксиран однос по однос на производство каде што немаме резидуи од некакви пестициди. Благодарам, професор. Благодарам и вам. На крај на уште едно издание на Агроспектар ви благодарам што бевте со нас. Имајте секој добро со нашата програма.